Денес речиси сите сме новинари, зашто сите имаме пристап до медиум. Ако не до традиционален, тогаш до социјален. Тоа од нас бара да бидеме одговорни кога пишуваме, но и кога споделуваме она што некој друг напишал. Момент. Изгледа нашиот експерт-манипулатор доктор Драган не се согласува со нас. Глупости! Јас имам свој профили на Facebook и на Twitter, не еден, 100. Тоа си е моја територија, таму пишувам што сакам. Кој сака да ме следи да чита, нека чита, кој неќе, не мора. Не е баш така. Тоа е јавен простор и постојат некои правила. Како на пример? Например, не смееш да шириш говор на омраза. Еве еден пример за говор на омраза кон друга етничка заедница. Го има, се разбира, и во обратна насока, а го имаше во изобилие и кон бегалците од Сирија. Е, добро де? А еве и неколку коментари на луѓе што го шерувале текстот. Јас лично не гледам кај е проблем. Секој има право на своје мислење. Е, тоа ти се вика слобода на говор. Не баш. Германија покрена истрага против тројца менаџери на компанијата Facebook за сторено дело ширење расна и верска омраза поради објавени статуси, пошто собствениците на социјални мрежи се обврзаа да ги отстрануваат сите спорни коментари. Медиумската писменост ќе ни помогне да го препознаеме говорот на омраза и кога не е волку очигледен, а тоа е добро за сите. Да ги препознаеме манипулациите во медиумите, да реагираме. Скинале 2 профила. Што е ова? Опасноста на и лажен профил да имаш. Ќе морам да направам сега вистински профил, доктор Драган. Ова ли е живот, бе?